Социјалдемократски сојуз на Македонија. За твојата иднина. Добро вечер, Дабиле. Да, Македонија е се што имаме и ние бараме подобра иднина за граѓаните на Република Македонија. Наспроти оние кои што бараат победа. Бараат два пати победа. Граѓаните на Република Македонија им дадоа два пати победа. Трет пат не смее да се случи да победат. Не смее да се случи да победат затоа што доволна е сегашната мизерија, доволна е сегашната беда, доволно е 33% невработени, доволно е 33% сиромашни граѓани, доволно е над 70% земјоделски семејства во нашата изборна единица и во цела Република Македонија кои што се незадоволни, кои што немаат сјај во своите очи и ако работат од утро до мрак. Доволно е затоа што немаме слобода. Доволно е затоа што не знаеме каде е. На каде оди Република Македонија, кој е незиниот курс, што треба да правиме и како треба да правиме. Социјалдемократскиот сојуз бил начело на оваа држава во незините најтешки моменти. Во почетокот кога се создаваше државата, кога се конституираше уставот, кога се правеа границите, кога се донесуваа првите закони. Потоа повтор пат во 2002 година, после меѓуетничкиот судир, Социјалдемократскиот сојуз ја презеде оваа држава, ја направи и да биде стабилна и меѓуетнички, и економски, и политички. Ја донесе пред вратата на Европската унија, но таму и остана. Доста ни се споменици, доста ни се фонтани, доста ни се музеи. Сакаме леп, сакаме да работиме, сакаме инвестиции, сакаме работни места, сакаме нормален човечки живот. Во сите европски закони стои дека 40% од буџетите на тие држави се одвојуваат за земјоделието, за субвенции. Значи тоа што Груевски го зборува, дека ние ќе ги укинеме субвенциите, не е точно. Ние ќе ги зголемиме субвенциите. Но ние субвенциите ќе ги решиме со закон. Ќе се знае каде, колку, кога и зошто одат тие субвенции. Субвенциите генерално ги имаме дефинирани со бројки. Во 2011 година 120 милиона евра. Во 2012 година 150 милиона евра. Во 2013 година 170 милиони евра. Во 2014 година 200 милиона евра субвенции кои што навистина ќе дојдат меѓу земјоделците. Не како што работат овие. Некој зел, некој не зел. Срамота е Македонија, земјоделска земја, да увезува за 530 милиони евра храна, земјоделски производи. Покрај мерките кои што ги имаме во субвенциите, со субвенциите, ние имаме мерки за стабилизирање на сите наши стратешки култури, а тоа се лозарството, тутунопроизводството, овоштарството, радоградинарството, овчарството, млекарството и така натаму. Сите тие ќе се дефинираат и со одредени мерки ќе се направи да се стабилизират и бидат на ниво како што треба да бидат. Нафтата во нашата програма ќе биде, тоест нашата нова влада ќе дава зелена нафта со 30% поевтина цена, пониска цена од нормалната цена на нафтата. Тоа е еден голем придонес за земјоделските производители. Второ, сите семиња, заштитни средства кои што се увезуваат ќе бидат ослободени од царинските давачки. Со тоа ќе им биде намалена цената и со тоа самиот земјоделски производ ќе има пониска цена на чинење. Што се однесува до земјоделското земјиште, ќе биде направена ревизија на сето тоа што ВМРО ДПМН го додели на неземјоделци како земјоделско земјиште. Огромни количини на земјиште се доделени на луѓе кои немаат врска со земјоделието. Ќе се направи ревизија на сето тоа и ќе се даде земјиштето на луѓето на кои што им потребно да произведуваат, да прехрануваат семејство. Затоа, драги мои пријатели од Дабиле, ве повикувам на 5. Сите заедно да излеземе, да го заокружиме бројот 10 за подобра иднина наша, за подобра иднина на нашите деца,
за подобра иднина и на Дабиле, и на Струмица, и на Република Македонија. Благодарам. Вечерва целта е да презентираме што е тоа што ние ќе го правиме после 5 јуни. Што е тоа што ние ќе го сработиме за да граѓаните конечно се почувствуваат подобро. Дефинитивно, кога градевме и во Дабиле, во Струмица, кога поминавме со асфалт пред секоја улица, имаше среќа во семејството. Но утре имаше повторно тага од сиромаштијата. Кога го пуштивме водоводот, Дабиле беше среќно село. Но после тоа пак проблемите надвиснуваат на цело семејство. Кога градевме насекаде, луѓето се радуваа, но дефинитивно она што им треба на граѓаните е економијата. Им треба подобар семеен буџет. Им треба решение на проблемите кои што ги имат дома, во секое семејство. Не само во Струмица, низ цела Македонија каде што помина во овие неколку години. Гледате луѓе кои што ниту знаат од каде тргнале, ниту каде одат. Полни со проблеми. Ниту знаат како кредитите ќе ги враќаат, ниту како сметките ќе ги плаќаат. Дали некој извршно решение ќе дојде или некоја казна. Проблеми има милион кај граѓаните. Целта е да ги промениме овие проблеми. Да почнат луѓето да се смеат. Ја изгубија насмевката од проблеми. Да почнат да се радуваат и да ја враќаат надежта кај себе, како што тоа беше порано. Целта е да се зафатиме да ја решаваме економијата во Република Македонија. Затоа, главниот концепт по нашата изборна програма, главните политики на новата влада ќе биде парите да ги вратиме назад кон луѓето. Парите назад кон секое семејство. Заврши времето на трошење по 180 милиони евра во споменици, во музеи, во восочни фигури. Заврши времето на трошење 30 до 50 милиони евра во реклами. Време е луѓето да станат малку побогати, малку поспокојни, малку посреќни. Веруваме дека кога граѓаните ќе бидат посреќни, побогати, ќе ја биде и Македонија. Ќе може да создадеме и големи буџети, да работиме и убави работи. Но сега дојде време да се зафатиме да ја решаваме економската состојба. Во овој период на избори доаѓаат различни партии, ќе нудат секакви работи. Не заборавајте дека 2006 година на оние луѓе од власта граѓаните им дадоа поддршка. 2008 година им веруваа, пак им дадоа поддршка. Не дозволувајте по трет пат сите ние да бидеме излажени. Што не знаат да работат, не знаат да работат. Што ја потонаа Македонија во бездна, ја потонаа. Ја изолираат целосно и осиромашија. Никој пат државата не ни била посиромашна. Никој пат Македонија не била позадолжена. Внатре према фирмите должи 800 милиони евра. Надворешно, од 2 милиарди и 300 колку што должевме како земја, од 2 милиарди и 300 милиони евра, сега должиме 4 милиарди и 300 милиони евра. 2 милиарди повеќе кои што овој народ треба да ги враќа. Денеска фирмите во Македонија се клекнати на колена, ги снема парите. Денеска секое семејство во државата е уништена. Токму заради тоа идните битки ќе бидат во отварање на нови фабрики, во нови производствени погони, во нови преработувачки капацитети, во нови конзервни фабрики, во нови откупно-дистрибутивни пунктови. Целта е да ги вработиме луѓето. Затоа ќе нудиме и бесплатно земјиште, ослободено од камати за кредити, ќе нудиме ослободување од комуналии. Целта е да има инвестиции во фабрики и во производствени погони, да може да се вработуваат луѓето, да може честно да ја изработуваат својата плата за живеачка. Ќе отвараме откупно-дистрибутивни пунктови за да го решиме вистинскиот проблем на земјоделците. Ако ви викат дека нема да има субвенции, ќе има и повеќе од колку до сега, но ние сме убедени дека субвенциите можат да му помогнат на земјоделецот, не да го решат проблемот на земјоделецот. Заради тоа, наша обврска ќе биде да отвориме поголем пласман, да дојдеме до повисоки продажни цени на земјоделските производи, да ги отвориме пазарите во бившиот Советски сојуз, во Западна Азија, да можат нашите производи да се продаваат на колку што е можно повеќе пазари. Целта е да им помогнеме на вистински начин на земјоделците.
Овие неколку години отворивме 12 откупни пунктови плюс во Струмица и веќе нема проблем за пласма на земјоделските производи. Полека почна и цените да се дигат. Тоа не ни беше работата како општина, но создадовме услови да се отвараат откупни пунктови. Во овие неколку години отворивме и 32 нови фабрики, каде што се вработија 3250 луѓе, најмногу млади луѓе. Таа приказна, тие инвестиции се вкупно повеќе од било каде во Македонија. Тие како влада не успеа да отворат толку инвестиции колку што ние успеавме во нашата Струмица. Таа е нашата гордост, по тоа се разликуваме ние од нив. Во делот на земјоделието нудиме уште еден цел пакет на мерки. Една од мерките е зелена нафта. Целта е за земјоделците да има ефтина нафта, ослободена од данок и од акциза. Тоа не е субвенција делење пари, но тоа е намалување на трошокот на земјоделецот. Целта е да му помогнеме на земјоделецот поевтино да произведе земјоделско производство. Земјоделското земјиште ќе го делиме на собир на граѓани, како што секоја есен се собираме во домот, да се договориме што е приоритет за Дабиле. На тој начин, се што е Република Македонија земјоделско земјиште во атарот на село Дабиле, ќе се договориме на кој на вистина му треба. Не може оној што има 60 декари да добие уште 60, а тој што има 5 да нема за него воопшто земја. Да имаме транспарентен начин на делење на земјоделското земјиште, се со цел оној кој што сака да го работи, да може да го работи тоа земјиште. На вакви начини, преку транспарентни политики, кои што досега се потврдени, веруваме дека ќе им помогнеме многу на земјоделците. Оти дефинитивно, Македонија нема нафтини полиња, да од нафта го гледаме нашиот народ и се богати. Немаме мориња, да имаме пристаништа за да развиваме трговија и туризам. Ние го имаме земјоделското земјиште, го имаме работниот народ, ја имаме плодната почва, го имаме убавото поднебје. Во време на светска побарувачка на храна, нашиот земјоделец е најсиромашен на светот. Тоа мораме сите заедно да го промениме. Заради тоа, пакетот на мерки кој што го нудиме е подобар пласман со вистински цени. Да дојдат земјоделските производи да се продаваат по цени кои што ќе обезбедат достоинствен живот за секој земјоделец. Почитувани пријатели, на овие избори ќе водиме дефинитивно позитивна кампања и овде јавно ќе им кажам на сите. Иако не направија ништо за Струмица, според мене не направија скоро ништо и за Македонија. Доста ни од делби и поделби, доста ни од омрази, доста ни од патриоти и предавници. Не сме исти, почитувани пријатели, заради тоа што не може на Ставревски да го боли Струмица колку што го боли на Заев. Тој не знае Дабиле дали е северно или источно Струмица. Нашата намера е да создадеме земја на среќен народ. Народ кој што ќе се гордее и ќе биде вистински патриот како што треба да биде. Гласајте за бројот 10 и сетете се на 10-те Божји заповеди. Оти ќе бидат наши заповеди во идното наше работење. Да сте живи и здрави, да живее Дабиле, да живее нашата Струмица, да живее Република Македонија. Благодарам. Цела земја е на нозе, сите сме под исто знаме, Македонија е се што имаме.